Денешното видео ќе биде од полза на матурантите, но сигурно ќе им се најде и на сите оние што сакаат да напишат добар есеј. Доколку се подготвувате за полагање на матура по македонски јазик, тогаш внимателно следете ги советите кои ги имаме за вас. Секој есеј треба да биде составен од 3 дела: воведен дел, главен дел и завршен дел. Воведниот треба да биде краток, со јасни насоки за тоа што ќе содржи главниот дел. Можете да започнете со некој цитат поврзан со темата или со ваше видување. Главниот дел треба да биде подолг за разлика од воведниот. Во главниот дел давате одговор на темата за која пишувате. Тука опширно ги објаснувате вашите ставови на темата, докажувајќи ги за истите да бидат издржани. Треба да бидете внимателни да не избегате од темата со вашето излагање. Завршниот дел, попознат уште и како заклучок, треба да ги содржи најважните поенти од се што претходно сте напишале. Не мора да биде многу долг, доволно е само концизно да ги заокружите вашите размислувања. Од технички аспект, важно е да се знае дека секој дел треба да биде видливо одделен од другиот, со оставање на 2 прста празно место пред да започнете со пишување. Препорачливо е да се користи официјалниот стил при пишување на есеи и да не се користат дијалектизми или сленг. Најважното од се е да бидете креативни и да ги искажете своите лични ставови за која било тема, без разлика дали тие се точни или не. Со тоа ќе покажете дека имате свое мислење и дека сте подготвени да докажете зошто е нештото така како што го мислите. Дечки, се гледаме во следното видео.